Добре дојдовте во процес. Во Македонија во последните години се создаде хиперпродукција на новодипломирани стоматолози. Фрапантен е податокот дека скоро половината од нив не работат на струката за која што се школувале. Во што е проблемот? Работат ли државата и еснавските асоциации на решавање на овој навистина сериозен проблем? Во студиото со мене е доктор Маријан Денковски, председател на Стоматолошката комора на Македонија. Добре дојдовте. Добро најдов. Благодарам на поканата. Задоволство и чест е да се биде тука и да се разговара за проблемите во стоматологијата денеска. А ги има многу. Па ја мислам секаде каде да се чепне стоматологијата, проблемите постојат и се видливи, но за некои има решение краткорочно, за некои бара многу подолгорочна стратегија. Важно е да има залагања и да се обидувате да ги решавате. Еве, според податоците точно од комората, околу 3800 лиценцирани стоматолози, дури 1500 до 1800 не можат да работат на професијата за која што се школувале. Дел работат како стоматолошки асистенти со средно образование, дел не можат да работат или пак работат на професии за кои што нема допирни точки со стоматологијата. Во што е проблемот? Точно е дека говориме за бројка од 3800-3900 лиценци издадени, но тоа е бројката која е бројките на лиценците идат од 2005 за кој период е тоа? До денеска за сите стоматолози кои се стекнале со дозволи за работа во овој период. Тука значи остануваат тие бројки извон оние кои се пензионирани, кои се починати или по било кои причини напуштиле стоматологија. Но евидентно е дека денеска простор има за многу помалку стоматолози во државата. А има се повеќе и повеќе. А се повеќе и повеќе затоа што за жал хиперпродукцијата е присутна. Ние не можеме да спориме и за првиот степен циклус на студии, но и за специјалистичките студии. Кој е виновен за ваквата ситуација сега? Сакаат сите да бидат стоматолози, студиите не се едноставни, не се лесни, изискуваат. Стоматологијата е многу убава работа, многу убава гранка на медицина, така да веројатно тука се наоѓаат многу завршени средношколци кои сакаат да продолжат во таа насока. И тука нема ништо спорно од они што сакаат. Но проблемот е во стратегијата на државата, во еснавските асоциации како вашата, тука сте можеле да креираат политика во здравството, немање стратегија или што е проблемот? Никна колку факултети има стоматолошки? 5 или 6? Прво од почеток, значи, стоматолошката комора, согласно статут, има должност да се грижи за своите членови. Додека не достигна до степен на лиценцирање, тие не се наши членови, но сепак кога добијат лиценца, ние веќе имаме во врска статутарна да се грижиме. И не е добро да имаме толку. Вие не учествувате во креирање на политика? Ние само може да даваме мислења, препораки, но не задолжително дека некој мора да не послуша, затоа што од друга страна нити факултетите пак имаат таква можност. Факултетите дури да сакаат да ги намалат, да го намалат бројот на студентите, ново запишани, Министерството за образование е надлежно за првиот циклус за студирање, додека за вториот циклус, за специјалистичките, Министерството за здравство. Така да се случува по нашите податоци дека факултетот например бара помалку затоа што нема технички услови, затоа што нема опрема, кадар за одреден број на студенти, но сепак Министерството дозволува бара да има можност повеќе да се запише. Добро, очигледно е мултисекторски проблемот, но кој е виновен што дојде до ова? Дали беше сите овие години профитот на ЦЕП-а никна многу факултети, тука се поставува под прашање и за квалитетот, нели, понатаму? Прво од почеток, ајде да видиме каде е генезата, да. За квалитетот пред се е одговор на државата, но не толку факултетите, колку што државата се грижи со буџетирање на факултетите, со нивната автономија и можности за проекти и изведувања за едни други работи, толку ќе биде квалитетот повисок. Од друга страна, на почеток се враќаме, значи колку и да факултетите покушаваат да ги научат студентите, треба да им се возможат услови на факултетите. Не може факултетите да се криви. Дали треба да го бараме кривецот или виновникот? Мислам дека треба да се размисли што понатаму. Треба да го лоцираме каде е проблемот. Проблемот е у преголемиот број на запишување на студенти. Затоа што една Словенија нема ограничување на уписи. Една Словенија годишно прима 40 студенти. Државата не е ни малку помала од нашата,
И кај нив е полесно детето да се запише у Хрватска или Австрија, него да се запише у Словенија. Има еден факултет, сега процедура е отварање втор факултет у Марибор. Не е проблем кај нас факултетите. Може да има и 10. Но колку студенти се запишуваат е поголем. Имате ли представа бројка колку годишно се запишуваат на сите По нашите факултети? податоци во момент негде се работи за бројка над 200 студенти. Годишно на Годишно сите? се запишуваат на сите, од 200 до 250 студенти. Збориме за наши студенти, не збориме за странци кои доаѓаат на приватните факултети. Не, за наши, Значи и не збориме за странските студенти кои доаѓаат и на државните факултети, затоа што имаме странски. Тие се заменуваат после тоа. Предпоставуваме дека се заменуваат тие. Додека пак од друга страна некои наши што завршуваат на страна доаѓаат пак. Така да тука е и баланс. Дали редуцирањето, ограничувањето на студентите може да го ублажи проблемот? Секако дека нешто мора да се направи. За мораториум кажавме дека не е во ред да разговараме, затоа што сепак ги има институциите, треба да работат, но бројката мора да се направи напор. Ние иницииравме средби со факултетите, одржавме 2 средби на оваа тема, се изјаснија нивните декански управи по некои прашања. Сите сме свесни дека мора нешто да се намали бројот. Дали ќе се направи напори да тоа иде со намалување година за година по 10% помалку или ќе се намали за 25% одеднаш. Например, ние имаме од благодарам на Скопскиот факултет, деканската управа се сложи да намалува, но согласно тоа да и другите факултети бидат офатени со намалувањето. Така да свесни сме за проблемот. Но државата е таа што треба да одлучи, затоа што тука се работи и за Министерство за образование и за Министерство за здравство. Сте разговарале ли и во Министерството за здравство за не само ова, вие имате ќе начнеме и некои од другите тековни проблеми, во комуникација ли сте со нив? Убаво е што сме во одлична комуникација со Министерство за здравство и со Министерот за здравство. Немаме тука неотворено прашање, значи едно од прашањата е и ова. Но се постои прашањето следно. Ние ќе направиме напори да се намали бројот на студентите. Но мора да имаме спремно решение што ќе се случи кога тие студенти кои доктори сакаат да бидат, отидат да завршат у соседните земји или негде на друго место и се вратат тука. Што со нивните носификации? Да, ете тоа е моето следно прашање, значи има доста студенти кои што студираат во соседните земји, Бугарија, Албанија и не знам, Косово и не знам каде. Што со нив? Тие доаѓаат, ги нострифицираат дипломите, имате некои строги критериуми или како? Не, вака сега, значи они се враќаат тука, доаѓаат, не мора да значи тие се плюс на постоечките што завршуваат тука. Они се враќаат, процесот на нострификација и полагање на државни испит се многу едноставен. Затоа што веројатно мал е бројот сепак, немаме голем број и нема некој механизам посебен што би направил пречка или било што да направи за да се стекне со лиценца за работа. За разлика од Хрватска се повеќе го стеснува просторот, дури сега имавме меѓукоморски состанок со Словенечката комора, со Хрватската и Федералната комора на Босна и Херцеговина. Хрватите најавија дека ќе го отежнуваат процесот, дека без 5-6 години нема да дозволат они. Дека дури воведуваат се Како тоа 5-6 години? Да може нашиот доктор од овде да добие да се стекне со лиценца за работа во Хрватска. До сега можеше само со некој тип на довршување на факултетот, а сега е поново, дури и за секој предмет има потреба од полагање на колоквиум. Значи се потешко и потешко ќе оди у Хрватска. Они кажа отворено дека тоа не е за балканските земји, туку е за сите, дури и за германските доктори, но сепак немаат они толку притисок од германските доктори. Имаат притисок од балканските. Нашите стоматолози не ги бараат на запад. Веројатно бараат, но проблем е малку затоа што многу време треба. Јазикот се бара пред се. Чини многу. Не е тоа со българската. Добро, и лекарите учат германски, одат и наоѓаат работа поедноставно. Во Германија полесно се стига до работа и за пократко време. И Германија е поотворена земја за сите. Ние сега имавме и со германската комора состаноци на те денови, така да они потенцираат дека се отворени за нашите доктори, дека немаат пречка да ги вработат нашите доктори со нормалната процедура која следува. Но има ли одлив на стоматолози во странство? Како што тоа масовно се случува со младите лекари? Мислам дека нема, затоа што реалноста е дека ја, например, од 1 јуни нааму не сум подпишал, обично даваме ние уверение за непокрената постапка у комората за докторот, што се бара сегде кај да отиде у друга држава, ја не сум подпишал повеќе од 15. Значи да имало
целата година да имало 30 на барање, но тоа не значи дека тие тргнале на патот за иселување од тука со работа. Но размислуваат, значи. Се размислува, но потешко иде веќе. Со целата оваа ситуација. Освен на ново дипломирани стоматолози, имате проблеми со специјалистите. Односно со хиперпродукција на специјалистите. Имате таму некаков податок во комората дека од 500 за колкав период е тоа издадени лиценци, некаде околу 200 воопшто не дошле да си ги подигнат лиценците. Па проблемот со специјалистите или со специјалистичкиот кадар е секако работат како општи стоматолози, а не доаѓаат да ги. Уредбата за мрежа е една работа која е донесена 2012. Но апсолутно нема никакво померање у системот на нови договори со фондот преку мрежата, затоа што мрежата едноставно и кога се направи беше предимenzionirana. Ние до 92 е било на еден доктор 25.000 жители од Македонија, а сега со уредбата се направи да од 75 до 100.000 биде. Дори за максилофацијалните хирурзи и за 200.000. Што се случува? Ние имаме преголем број и по сегашната поставеност на мрежата. И само едно место имаме во северо-источниот регион за специјалист протетика што може да влезе во фондот со договор со фондот, но и тоа не е реализирано затоа што во тој регион има кадар, но нема договор да го пополни тоа место што е дефицитарно, а што останува за другите. И затоа што доаѓаме? Специјалистите завршуваат, не може да влезат у мрежа, не ги подигаат специјалистички лиценци, остануваат да работат како матични стоматолози. Сега и проблемот со матичните стоматолози, имам некоја информација, веројатно ова се однесува на општи, околу 1228 стоматолози, од нив само 76 може да ги покријат трошоците, дека работат со загуба. Тоа е релативизирање на бројки. 1228 реков. Ова се податоци од терен, од наши колеги, не се потврдени. Затоа викам, тоа е релативизација на бројки. 1228 има договори со фондот. Затоа за општи. За општи стоматолози, за матични. Од друга страна, дека тие толку е бројка што покриваат трошоци е дискутабилна. Затоа што кај нас има на два начина финансирање. Едниот начин е капитацијата, вториот начин е партиципацијата, што е платат пациентите со сопствени средства. Така да, ако земеме само предвид капитацијата и ако земеме трошоци на една амбуланта да може да се издржи, веројатно може да разговараме за таа бројка. Но во случај кога се зимаат бројките и капитација и партиципација, за оној кој работи, мислам дека малку поголема бројката, не викам дека е драстично поголема. Но сепак не е двоцифрена, сепак е троцифрена. Разговарате ли за проблемите во фондот? Преговарате ли? Еве, дел од вашите колеги прашуваат дали може да се одложат договорите како што со фондот, како што тоа го направија од лекарска комора, за да добиете во време, за да преговарате за тоа време, да се испеглаат некои работи. Не го користам зборот преговори, го користам зборот разговори и договори, затоа што од друга страна за самите договори кои ни се испорачаа нас како нацрти, како работни текстови, се изјасниме дека тие се неприфатливи, дури се на штета не само на стоматологот, и на пациентите на фондот, затоа што едноставно стигна договори до нас како комора кои не се стоматолошки. Со многу копи-пейст поедноставам работа од општите за општите лекари, така да се неприменливи во 50% од самите договори. Друго, ние имаме постојани контакти и со лекарска комора. Ставот е заеднички тука дека договорите не се прифатливи, дека треба да се менуваат во многу работи. Следна работа што исто така побаравме, ја не бев туку, понеделник се одржа состанокот меѓу председателката на лекарска комора и фондот, го пренесе тој став, дека бараме и правилник, изготвување на правилник за казни. Затоа што без тој правилник безпредметно е да разговараме за казни. Сепак има казната политика е исто така строга како што е и кај Па не како што беше пред 10-15 години. Но сепак барате намалување на казната политика. Бараме промена на самото учитување на казни, затоа што не е исто да се казнува спрема капитација или цела капитација или пола капитација, туку бараме да се тоа регулира со правилник и да бидат према просечниот личен доход во Република Македонија.
Добро, јас верувам дека во стоматологијата, како што кажавте на почеток, има доста проблеми, дека работите или ќе работите на нивно решавање, работите и на промена на Законот за здравствена заштита. Не сум сигурна во кој дел е тоа, дали е тоа... Лесно е да кажеме дека работиме нешто, пошто проблеми има многу. Значи, отворивме многу проблеми. Ние во Министерство ги отворивме скоро сите проблеми и за сите понудивме краткорочни решенија, што сега може да се разговара за нив, но понудивме да разговараме и за долгорочни решенија. И во органите и телата на комората се разговара за како краткорочни, така и долгорочни решенија, и за примарна и за секундарна стоматологија. Од друга страна, за Законот за здравствена заштита, конкретно поставите прашање, ние побаравме исто координирано со лекарска и фармацевска комора по да се направи нов закон, комплетно Закон за здравствена заштита, во кој само основите за стоматологија, медицина и фармација ќе бидат внесени, додека сите тие дејности да се обработат со посебни закони како што е во европските земји. Ние понудивме и други видови да видат, значи донесовме модели, да. Бугарскиот, хрватскиот. Хрватскиот закон сега е донесен. Ние баравме, има таму Закон за здравствена заштита, многу мал, многу краток, многу јасен и имаат Закон за стоматолошка дејност, посебен. Така да, ние се согласиме дури на овие меѓународни средби, што ги држиме комуникации, што имаме со другите комори, дека дури и хрватскиот Закон за стоматолошка дејност е еден од подобрите во Европа. Така да немаме илузии дека единствено на тој начин може се реши нашата професија. Колку да сме допирни точки со лекарите и фармацевтите, сепак сме различни во многу што. И така, не секоја дејност има тука. Во глобала ние секогаш и одиме или на хрватскиот или на словенечкиот модел. Тие ни се најблиски затоа што се најпрепознатливи за институциите. За овие простори, за институциите, затоа што не може да кажеме дански, шведски. Но добро е да се прифати, да се применува. Лошо е, например, државата прифатила бројки за тоа што пред малку ви кажав за мрежа од 75, 100.000 и 200.000 по доктор, по специјалист, прифатила скандинавски бројки. Кај нас превентивата не е на тоа ниво да би можел еден доктор да се грижи за толку пациенти. Значи треба да се спушти цензусот пред се. И најголем проблем е што многу населени места и поголеми населени места се оставени без одредена специјалност. Имаме еден град Штип што нема одредени специјалности воопшто. Имаме Велес нема. Свети Николе нема ни ортодонт ни протетичар. Куманово нема протетичар, 120.000 жители. Тоа е навистина тоа е проблем. И затоа сега во разговорите со министерот и министерството бараме начин. Мислам дека ќе се договориме за тоа многу полесно од се друго, да се пополни бројот, барем да се основните елементарните услови за населението овозможното и превец. А да се ублажи во меѓувреме со ротација или тоа е невозможно, бидејќи изискува и опрема. Како што тоа го прават со специјалистите од областа на медицината, од различни области. Потешко е да се направи, сепак треба мобилни, да кажеме, мобилни екипи со цела опрема, барем регионално да се затвори процесот и поголемите општини да добијат. Затоа што регионот е големо број на жители. Да барем регионално има од секоја специјалност. Тоа што треба значи да се работи на побрзо решавање на проблемот, бидејќи со лоша конципирана стоматологија има и лошо орално здравје на населението. За жал и повеќе трошоци, како за државата, така и за населението. Добро, се придвижуваме кон крајот. Бевте избран за претседател на лекарската комора, на стоматолошката комора, се извинувам, некаде во мај оваа година. И некако многу контраверзии го следеа изборот, имаш обвинување за нерегуларности, за непостоечки делегати и така натаму. До сега не сме слушнале ваш став за ова. Прво, ние веројатно и светски рамки имавме многу најдолги избори. Се распиша негде околу 20 декември. Изборот се случи на председателна комора на крај на мај, значи од 1 јуни негде. 6 месеци. Тоа е повеќе од 6 месеци, а органите и телата, останатите се избраа дури у септември. Така да јас сега кога говорам овде, говорам за искуство што го имаме ние како комората од септември до ноември. Тоа е многу мал период. И среќни сме што сепак отворивме многу работи, отворивме многу проблеми. Но од друга страна за нерегуларност, надлежноста согласно актите е на Централната изборна комисија. Се што се случувало,
Далеку од тоа дека немало приговори. Приговори идеа цело време на работење, но тоа е еден изборен процес кој нормално секој е задоволен, некој е задоволен, некој не е. Некаде во некои општини имаше проблеми, ние сега во тек сме со пополнување на одредени региони кои останаа без регионални одбори. Затоа што одлуката на ЦИК тогаш беше да не се дополнат, но статутот е чист. И дециден дека секој регионален одбор мора да има 5 представника. Ние имаме регионален одбор у Скопје со 3. Со 4 у Скопје, например, аеродроми Газибаба, а у Делчево имаме Берово, Пехчево регионот има 3 представника. И сега се во тек изборите во тие региони за дополнување. Значи, и самото тоа ви кажува дека имало малку проблеми, но дека на крај сепак се заврши со тајно гласање, со мнозинско. Вашиот избор е? Мислам, мојот избор, бевме 3 кандидати. На тајно гласање беше прв круг, втор круг, така да согласно статут, Централна изборна комисија го спроведе, така да нема. Мислам дека сепак сегде е признаено постоењето. Добро. Ви благодарам што бевте гостин во процес и во нова. Благодарам што отворивте прашање за стоматологијата. Не се тоа чувствува дека медиумите се многу заинтересирани за ова, но прво на вас ви благодарам што отворивте ова и од друга страна стварно се надевам дека и за другите проблеми ќе имате. Се надевам на една простор дебата, и време, тука ќе па дури и имаме дебата представници и од други институции. Со било кои институции сме спремни и внатрешно и надворешно да коментираме затоа што сакаме да почнеме нешто ново во стоматологијата. Благодарам.